Сега да посакаме веќе добро утро на нашиот прв гостин. Овој термин во петок е секогаш резервиран за гости од Аџи Бадем Систина, затоа ова утро му посакувам добро утро на доктор Александар Ѓорески, радиолог од Систина. Добро ви утро, докторе. Добро утро, благодарам на поканата, благодарам на гледачите на Алфа телевизија. Чест ми е дека сум повторно кај вас. Мило ни е и нам. Добро утро и Сузе, како сме денес? Одлично, чиста е обоста. Сузе, едно 6 пати им кажав на гледачите, ви тебе ти кажам, знаеш дека е петок денес, така? Да. И ноември е, баш. И така, да. Ти благодарам, Искра. Вообичаено во петок во ова време, односно секој ден во Систина, пациентите одат на нивниот термин, сега овој термин тие доаѓаат во нашиот термин. Добро утро официјално и за мене, за доцент доктор Александар Ѓорески, интервентен радиолог и шеф на одделот за радиологија, онкологија и нуклеарна медицина во клиничка болница Аџи Бадем Систина. Да, од неодамна кај нас се споија три оддели во едно и заради тоа во моментот јас раководам со тие три. Не е дека нема близина меѓу радиологија, онкологија и нуклеарна медицина, но навистина станува голем одделот, бидејќи само нашиот оддел за радиологија веќе вклучува 11 лекари. Одделот за онкологија има 3 специјалисти по онкологија и одделот за нуклеарна медицина има 20 лекари. Секој од тие оддели има и свој раководител, да кажеме, така да можеме полесно да комуницираме и да функционираме на секојдневна база. Моја потесна специјалност е интервентната радиологија. Тоа е гранка од радиологијата која што покрај дијагностиката вклучува и тераписко лекување на одредени болести. Интервентната радиологија во последните години зема голем замав со развојот на медицинската апаратура и медицинските алатки или девајси. Можеме да третираме најразлични заболувања по минимално инвазивен пат без операција. Стварно е голема гранката и често пати кажувам јас дека веќе и внатре во интервентната радиологија почна да има поделби на одредени сегменти. Да речеме, имаме неваскуларни интервентни процедури кои се бават со дијагностика од типот на земање биопсии или парче ткиво од некаков орган, потоа терапии, внесување на одредени жици и катетри во организмот по перкутан пат, без сечење, без резови, се до најсофистицирани методи од типот на третман на тумори со аблација, термални техники, криоаблација, потоа внесување на лекови или хемотерапевтски агенси преку крвните садови во туморите. Тоа е во делот на неваскуларните процедури. Во делот на васкуларните процедури од секогаш сме имале, да речеме, една интервенција која што ние ја работиме на дневна база. Тоа е третман на крвните садови, ангиопластика и стентирање, поставување на стентови на крвните садови. Како кардиолозите што поставуваат на срцето, ние ставаме стентови на артериите на нозете, на рацете, на каротидните артерии и дури се онаја најсофистицирана гранка е невроинтервентната радиологија, која се бави со третман на крвните садови во мозокот. И тоа го имаме на нашиот оддел во Аџи Бадем Систина. Тој дел го предводи доцент Менка Лазареска. Имаме уште еден помлад колега кој работи со неа. Тука се третираат мозочни аневризми, односно проширување на крвните садови, се ставаат мозочни стентови кај стеснување на крвните садови, потоа може да се третира една од најактуелните и да кажам, модерни работи е третман на акутниот исхемичен мозочен удар или така наречена механичка тромбектомија. Секоја чест. Ова навистина звучи многу оптимистички, веќе речам, сепак, заради тоа што сме сведоци дека бројот на дијагнози кои што го загрозуваат човечкиот живот се зголемува, а со целата ова процедура која што вие споменавте, се надевам дека па има голема можност да се спасат многу човечки животи, да не дојде до непосакувани состојби. Дознавме дека криоаблација е нешто ново кај вас. Ке ни го објасните, а вие го споменавте пред малку. Да, криоаблацијата, јас кажав дека постојат аблативни техники во третман на тумори пред се, бидејќи така почна. Аблацијата е метода која што се труди да уништи туморско ткиво по минимално инвазивен пат, а да биде компарабилна со хирургијата. Тоа значи дека ако имаме една туморска промена, да речеме во црниот дроб или во белиот дроб, а таа е голема од прилика 3 сантиметри, порано единствен метод на третман беше операција.
Ако пациентите беа неоперабилни, ако туморот беше голем или лоциран на некоја незгодна локација од анатомски аспект, пациентите одеа на системска хемотерапија. Сега во поново време, во последните 20, можеби и повеќе од 20 години, се појавија термалните аблативни техники, и тоа најпрво радиофреквентната аблација, која што по пат на развивање на топлина, односно термална енергија на врвот од иглата или од електродата, испорачува енергија која го уништува туморското ткиво. РФ аблацијата е лимитирана на тумори помали од 3 см. Потоа се појави микробрановата аблација, која што и денес ја користиме секојдневно, меѓутоа е наменета за третман на тумори на црниот дроб персе. Значи таму сме најефективни. За да во последните години повторно е термална техника, се појави техника која што може по пат на замрзнување на ткиво, било да е тоа туморско или малигно или бенигно туморско ткиво, може да ги уништи канцерските клетки и по таков пат да го уништи туморот. Сега криоаблацијата е помодерна и захтева поголем бекап, да речем, од страна на болницата, во смисла дека треба да имате многу добра техничка подготовка, инженери во болницата кои се спремни да во секое време одговорат на потребите. За да се развие криоаблација, мора да имате редовен и стабилен приход, доход на газ, криоген газ. Како криоген газ ние го користиме аргонот, а во некои земји се користи и криогена течност, односно течниот азот. Значи внесуваме игла во телото на пациентот, 1, 2, 3, зависно од тоа колку е голем, ги распоредуваме на еден геометриски коректен начин, за да тие се спојат во едно, и потоа на врвот од секоја игла се создава така наречен айсбол или топка од мраз, која што го уништува канцерското ткиво. И сега колку повеќе игли се стават, толку поголем тумор може да се уништи. Предноста на криоаблацијата во однос на микровейв аблацијата или во однос на радиофреквентната аблација е тоа што може да третира тумори на понезгодни локализации. Порано се плашевме да третираме тумори длабоко во телото кои беа лоцирани блиску до крвните садови, до нервните структури, заради тоа што постоеше ризик од нивно оштетување. Криоаблацијата, бидејќи лади, самата по себе од старт има некаков аналгезичен ефект. Тоа значи дека пациентот најпрво за време на третманот чувствува многу помалку болка од вообичаено, а второ, таа се однесува протективно кон одредени васкуларни структури. Тоа не значи дека не може да се направи штета, апсолутно, да не се разбереме погрешно, но ако човек е внимателен, добро знае што прави, криоаблацијата може да се примени во најразлични органи во телото, за разлика од радиофреквентната и микробрановата аблација. Значи, тоа е пред се во делот на канцерската патологија. Криоаблацијата може да се користи и во третман на бенигни состојби, не е само кај малигни болести. Една, да кажам, интересна индикација која што во последните години се појави, и тоа започна во Франција, некаде 2012-2013 година, е третманот на ендометриоза на предниот абдоминален зид со криоаблација. Сега ендометриозата, на кратко морам да кажам што е. Тоа е ектопично ткиво од матката. Најчесто се вгнездува на мускулатурата од предниот стомачен зид кај младите жени, после, непосредно година-две или помалку од тоа, после царски рез, после породување со царски рез. Ретко се случува ендометриоза на преден стомачен зид да има и без предходна секција од цезареја. Но незгодна патологија, доста е болна, доста е честа, болката се интензивира за време на менструалниот циклус кај жените, бидејќи е хормонски активен, нели, ектопично утерино ткиво. Практички порано единствена опција на лечење беше хируршка резекција. Значи сега пациентката веќе има еден рез, па треба втор рез, или утре ако рецидивира и повторно се појави трет рез, и тоа одеше до немајкаде. Сега со криоаблација може многу ефективно да се третира ендометриозата, значи под ултразвук внесуваме една игла само или две ако е поголема од 3 см, и за 10 до 30 минути интервенцијата завршува. Интересна индикација исто така која што е несекојдневна е третман на едни бенигни или семималигни тумори кои што ако не се лекуваат потенцијално од бенигни ќе станат малигни, тоа се дезмоидните тумори. Дезмоидните тумори спаѓаат во редот на мекоткивни саркоми со не многу силен малиген потенцијал.
не се ретки, меѓутоа не се ни така чести кај нашата популација. Секогаш порано одеа пациентите на хирургија, сега апсолутно може да се третираат без операција кај нас. И една понова индикација за една поретка патологија е третман со криоаблација на периферните артериовенски малформации. Тоа се патолошки или несекојдневни комуникации меѓу артерискиот и венскиот систем кои може да бидат вродени или стекнати, најчесто се вродени, се појавуваат во адолесценција и тука имаме неколку подтипови, сега да не навлегуваме доволно, меѓутоа многу е важно да се знае и јавноста да е запознаена, бидејќи има луѓе што го имаат проблемот, а не знаат кај да се обратат. Оти во Македонија на многу малку места се третираат тие работи, да не речам никаде. И најчесто тие пациенти лутаат од доктор на доктор. Прво тешко се поставува дијагнозата, потоа откако ќе се постави дијагнозата, пациентот уште подолго време лута кон терапија и така. Така што наша задача е и преку овие утрински едукативни информативни емисии да го шириме тоа дека може да се третира, но и мора да се презентираат овие работи и на нашите интердокторски и стручни симпозиуми. Така е, доктор Ѓоревски, до вчера имавме кампањи, бевме сведоци за подигање на свеста за женското здравје. Розовиот октомври го заокруживме, влегуваме во ноември, месецот во кој подигаме свеста за машкото здравје, за превенција. Дали во интервентната кардиологија, радиологија има такви дијагнози кои што го допираат и машкото здравје? Да, како што кажав на почетокот, нашата струка стана екстремно широка, веќе практички нема дел од телото кој што не се третира на некаков минимално инвазивен начин. Во делот на машкото репродуктивно здравје би истакнал две интересни интервенции кои ги правиме. Тие се васкуларни процедури. Имено во делот на простатичната патологија, мажите имаат многу често проблеми со простата, веќе се од се помлада возраст. Кога простатата ќе се зголеми, односно кога незиното жлездено ткиво ќе нарасне, настанува состојба која се нарекува бенигна хиперплазија на простата или БПХ. Честа патологија над 50 годишна возраст, потоа тоа прави тегоби со мокрењето. Тоа значи дека пациентите имаат отежнато мокрење или имаат зачестени позиви за мокрење и чувство на недоизмокреност. Некогаш чувствуваат и болка, стануваат навечер по повеќе пати. Навистина е незгодна состојба. Иницијалниот третман беше со мини хируршко лекување, така наречена трансуретрална резекција, а сега во нашата струка се појави минимално инвазивна метода која се вика емболизација на простатична артерија или емболизација на простата. Тоа е апсолутно нехируршка метода, нема сечење, нема резови, значи влегуваме во крвните садови кои ја хранат простатата и таму аплицираме специјални честички кои што имаат за цел да го намалат крвотокот на простатата и после некое време, 3 до 4 недели, таа го намалува својот волумен и се намалува притисокот врз уретрата и симптомите кои ги имал пациентот претходно драматично се намалуваат. Тоа значи квалитетот на живот, мокрењето и честите инфекции се намалуваат. И втора интервентна процедура кај машкото репродуктивно здравје, кое што може да се изведува кај нас, тоа е повторно една васкуларна интервенција во делот на проширени вени кај мажите, кои што ги афектираат тестисите, кои што потоа стануваат сериозен проблем во делот на инфертилитет. Значи, главниот проблем кај тие мажи кои што имаат проширени вени на тестисите, односно проширена тестикуларна вена, една е инфертилитетот, односно неможноста да имаат деца, а втората е проблеми со ерекција. И тоа е толку честа патологија која што доскоро најчесто се лекуваше само хируршки, со така наречена варикоцелектомија, која што во последните години постана и минимално инвазивна, ама е сепак хируршка метода, сепак има целосна анестезија. Ние овде го нудиме третманот со емболизација на тестикуларните вени, тоа значи дека влегуваме само со едно мини резче од 3 мм преку препонската вена, влегуваме во најчесто левата тестикуларна вена, оти најчесто таа е засегната, и од внатре ја склерозираме со специфичен лепак, коили или други емболизирачки агенси. Таа интервенција е амбулантска, пациентот доаѓа со бајлес и оди попладне дома и ефектот го чувствува веќе од наредниот ден. Екстремно корисна интервенција која што многу е запоставена кај нас, а ете, може да помогне кај мажите.
Може да има и други, ама сега во моментот Вистинско време е почеток на ноември, еве да ги подсетиме сите оние кои што можеби чувствуваат одредени симптоми од овие кои ги напоменавте, а тоа се два големи проблеми кои што верувам дека еден голем број од машката популација се соочува, но секогаш не наоѓаме за сходно да побараме помош или да се обратиме на вистинско место каде што комплетно на неоперативен начин за еден ден доаѓаме и подоцна си одиме дома, може да се реши сето тоа. Додека ве слушав со големо внимание, Искра, иако сум јас лајка, предпоставувам дека и ти на многу теми... Јас сум експерт веќе, да. Да, и предпоставувам едно љубопитно прашање, имам потреба да му поставам на нашиот гостин, дали вака им објаснувате на пациентите и дали имаат желба да дознаат што ќе им се прави, што опфаќа интервенцијата? Пациентот секогаш треба да знае што ќе му се прави. Сега не секогаш може целосно да разбере ако ние употребуваме медицински термини кои се, да речам, софистицирани за нас. Треба човек да се труди да ја подобјасни ситуацијата на болеста, а и на третманот со едноставни зборови за да може да не разбере. Но мислам дека од клучно значење е пациентот да биде запознаен и со состојбата, но и со понудениот третман. Една од главните проблеми во македонското здравство воопшто, може повеќе изразено во јавното здравство, а помалку во приватното, е некомуникација со пациентот, односно мискомуникација. Ќе дојде пациент на доктор и докторот му вика сега седи ти, јас знам, не ми кажувај. Па не може да знаеш ти што му е на пациентот ако не го сослушаш. Потоа ако не му објасниш детално, верувајте ми дека пациентите сакаат да им се објасни. Јас поголем дел од специјализацијата имам поминато надвор од Македонија и таму во Швајцарија, во Англија, на секој пациент детално му се објаснува се. Ако пациентот не е способен да сослуша, да речеме ако има болест на мозокот или се објаснува на семејството, мора секој да потпише согласност за интервенција. Без согласност не смее да има ни една интервенција. А кај нас тие работи се забораваат. Потполно сум сигурна колкава поддршка сте им на пациентите кои доаѓаат за било каква проблематика во вашиот оддел. Ви посакувам многу успеси, посакувам многу успешност за окружени приказни за многу дијагнози кои што навидом изгледаат неизлечиви, но сигурна сум дека со оној мултидисциплинарен пристап и со целата технологија, техника која што ја располагате во Аџи-Бадем Систина, имате голем број на успешни приказни. И благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам за оваа мини едукација, можам така да наречам, што ја споделивте со нашите гледачи.